Добар ден. Зимата календарски се уште не е започната, но од 15 ноември започнува да важи регулативата за зимска опрема во моторните возила. Законот вели дека е дозволено за патничките возила да користат и летни пневматици, но нивната шара, длабочината на шарата не смее да биде помала од 4 мм. Но доколку се упатите во меѓуградски сообраќај, тогаш обавезно е да имате синџери за снег. Тоа е најефтината варијанта, но сепак најбезбеден начин да возите во зимо е да имате зимски пневматик. Овие пневматици се скроени да служат и да одговорат на зимските услови на возење. Не само поради нивната шара, туку и смешата која извонредно прионува на подлогата на температури пониски од 7 степени Целзиусови. Доколку се одлучите за зимски пневматици, секогаш внимавајте на ознаката, на страничната ознака на пневматикот, осем М+С да имате и снегулка. Таа снегулка потврдува дека овој пневматик или било кој се одлучите, а ја има таа ознака, дека е погоден за користење во зимски услови и за такви пневматици не сте обврзани да употребувате синџери за снег. Во оваа издание на Автомагазин исто така одвојуваме многу време за спортско корисните возила, односно за оние спортско корисни возила кои допрва ќе дојдат на македонскиот пазар. Одвојуваме време и за нашата нова пасија, часовниците, како и за одбележувањето на роденденот на Фиеста, која оваа година наполни полни 40 години. Исто така, од ова издание на Автомагазин ја започнуваме соработката со адвокатското друштво Бранко Кузмановски, кои ќе бидат наши соработници во сферата на легислативата и на правните обврски, но и права на возачите. Па затоа во следните 30 на минути опуштете се и дозволете ни да ве поведеме низ содржините на нашата емисија. Во основа замислена за покажување американски мускули, Сема ја надмина својата изворна идеја. Таа сега е арена во која сите производители сакаат да се соочат со ривалите. Toyota е еден од поуспешните, со се поимпресивен настап од година во година. До толку што јапонците самите себе си започнаа да си создаваат конкуренција за вниманието на публиката. Како поинаку да се свати фактот што за оваа култна изложба годинава тие имаат точно 30 преработки, која од која поекстремна. Сепак во центарот на настапот на јапонската марка беа 6 експонати кои одаваа почест на минатото или ја искажуваат иднината. Заедничко име што на различен начин излегуваат од комфорната зона, онаа што купувачите ја познаваат. Например, Land Speed Cruiser може би изгледа како спуштен и благо модификуван теренец, но тој всушност е тркачки звер. Има 5,7 литарски V8 мотор со турбокомпресори големи колку топка за одбојка и внимавајте, 2000 конјски сили. Ова дури и непристојна количина сила му го оправдува името со 354 км на час што ги постигнува. На брзината е посветен и Prius G, кој докажува дека и хибридите може да се справат со неа. Toyota тврди дека се држи за патот како гума за џвакање, но и дека сепак е штедлив за возење како и секој хибрид. Extreme Siena само со изгледот асоцира на брзината, а всушност е миниван со луксус како кај приватен авион, на сушта разлика од оваа Corolla. Toyota кај неа ги има донесено основните вредности на семејниот седан до екстремни височини. Со употреба на агресивни, но сепак чисти стилски линии, тој е трансформиран во купе со две врати. Непрактични за влегување, заднив се крие уникатно обработен интериер. Во Лас Вегас годишно се одржуваат околу 22.000 разни настани. Сема е еден од најголемите токму заради ваквиот дух.
Глобализацијата како тренд почна да ги соборува светските бариери некаде пред 2,5 децении. Во денешно време глобализацијата не е присутна само како социолошки феномен, ниту пак само како економски феномен, а резултатите од неа се отсликуваат и во индустријата, и не само во автомобилската индустрија. Погледнете само како глобализацијата влијае на часовникарската индустрија. Hello watch fans! Today we would like to present you 4 different brands of automatic chronograph. It's a German brand Junkers, it's a Swiss brand Oris, it's a Breitling and a Longines. This 4 watch has base caliber of 7750 Beaujeu, and the differences is coming from the different decoration that the brands will put inside the watches. Every brand has a different idea of showing the timepieces. As you see, at the Longines piece you have a very beautiful perlage, is the circles that are showing, and Côte de Genève on the oscillating weight. With open case back, the owner can see all the watch parts with the perfect polished surfaces. In the Breitling, you have mixed of perlage, Côte de Genève on the bridges and Côte de Genève on the oscillating weight. But as a minus, it's a case back, so you cannot see it actually. On the Oris, you have a special placed on the oscillating weight, but for me there is a missing perlage on it, so you just see the polished details. On the German brand, because they are new on the watch business, they would like to force themselves a little bit more, so they put more effort, and they have the same quality of the finishing of the movement as the Longines and Breitling, but it's missing the logo on the oscillating weight. And you have the plus with open case back. So before you give your watch for repair, make a small photo with your phone, and after that you check it when you receive it. Because a lot of times it's happening that someone doesn't have the proper part because he is not authorized for this brand, and he just put a part that it's fitting inside, but it's not from this watch. And your watch, it's losing its authenticity, and the value, it's nothing anywhere. Спортско корисните возила котираат се повисоко во листите на желбите на возачите, па затоа многу производители имаат своји адути. Исто така еколошката свест кај купувачите е многу повисока, па затоа хибридните и електричните спортско корисни возила се поизразени. Затоа Kia со својот Niro ги најави дека тој ќе биде потполно хибриден автомобил, а ќе биде исто така и влезница на Kia во елитното друштво на електрични, односно хибридни возила. Peugeot не заостанува со 3008 што се однесува со хибридната технологија, но со исклучително провокативен дизајн и извонредно стокмена внатрешност, 3008 ќе направи едно ново прераспределување во сегментот на спортско корисни возила. Но пред да го видите блокот кој го посветивме на спортско корисните возила кои допрва треба да дојдат на македонскиот пазар, ве поканувам да ја проследите нашата нова рубрика во соработка со адвокатското друштво Бранко Кузмановски. Тие ќе бидат задолжени не само за правните совети, но и да ви дадат еден поедноставен влез во светот на легислативата. Модерниот начин на живење наметнува забрзано темпо на животна активност, која многу пати е исполнета и со стрес.
Ово забрзано темпо особено доаѓа до израз во сообраќајот. Со цел што побрзо да ги завршиме своите обврски, возиме забрзано и понекогаш забораваме на сообраќајните правила. Забораваме на безбедноста во сообраќајот. Тоа носи ризик не само за самите себе, туку и за останатите учесници во сообраќајот. Од тие ризични ситуации настануваат сообраќајните незгоди. Моторните возила пак по својата природа се опасни предмети, затоа што имаат голема маса, голема тежина и развиваат голема брзина. Затоа, од сообраќајна незгода, причината со моторно возило, настануваат многу штетни последици, кои понекогаш може да бидат и катастрофални. Основните сообраќајни правила скоро во сите земји се исти, а другите правила идентични. Познавањето и почитувањето на основните сообраќајни правила е задолжително, а познавањето на другите правила, кои се во врска со сообраќајот, не е задолжително. Затоа доаѓаме до две различни ситуации. Првата, кога поради непочитување на сообраќајните правила настанува сообраќајка, и втората, после сообраќајката, кога треба да учествуваме во постапки во кои се применуваат други правила, кои што не ги познаваме, затоа што не се задолжителни, а во тие постапки треба да ги остваруваме своите права и обврски, кои што произлегуваат од настанатата сообраќајка, како што е правото на одбрана, правото на надоместна штета, правата од осигурување, обврската за надоместна штета, обврската за регреш и слично. Сообраќајот е комплексна и сложена материја. Општиот впечаток е дека сообраќајките се неминовна појава во современиот живот, но истите се третираат како општопозната работа. Но последиците од нив пак опоменуваат и бараат сите субјекти што може да дадат допринос да се вклучат во напорите за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Нашето адвокатско друштво со желба да даде допринос во безбедноста на сообраќајот, со задоволство ја прифати вашата покана на гледачите на вашата ценета емисија да им ги изнесе своите искуства и стручни објаснувања. Корејскиот производител ја има хибридната верзија на Optima, но таа постигна минорен успех. Со Niro приказната треба да биде поинаква. Се повеќе купувачи се одлучуваат за хибриди, загрзувајќи иднината на дизелите. Ефектите се чувствуваат и во Европа, која важи за колевка на дизел моторите. Тие практично се задолжени кај спортско корисните возила, посебно по големите. Niro не е голем, што го прави уште поинтересен за купувачите. Неговата должина изнесува 4,36 метри, на половина меѓу Сид и Спортаж. За разлика од често ексцентричните линии кај другите хибриди, тој има изглед и пропорции на модерен кросовер. Со тоа ќе постигне купувачите да го гледаат попријателски, без инертниот страф од новата технологија. Дизајнот му е познатиот семеен со тигреста маска и високо поставени светла, но благо повоздржан од оној кај Спортаж. Шините на покривот и пластичните заштити на страниците и над тркалата му ја даваат неопходната теренска грубост, иако нема погон на сите тркала. Платформата специјално е развиена за употреба на хибридната технологија, а коефициентот на отпор на воздух изнесува разумни 0,29. Внатрешноста е практична за едно семејство од 5-мина. Чувството во кабината е подкренато со употреба на инсерти од сјајни пластики и луксузни додатоци. Меѓу нив се и такви како што се бежичниот полнач за мобилен, загреваните задни и разладуваните предни седишта или пак автоматско кочење во случај на опасност. Niro нема врска со славниот актер, но карактерно малку потсетува на него. Поголемиот дел од просторот под хаубата го зафаќа 1,6 литарскиот бензински мотор со директно впрскување. Електрично засилен на вкупно 141 конска сила и 265 ньютон метри, во име на економичноста тој обезбедува скромни перформанси. Забрзувањето до 100 е за 11,5 секунди и максимални 162 км на час. Потрошувачката од 3,8 литри на 100 км во град или на отворен пат се едно го оправдува тоа.
Двете погонски единици автоматски го комбинираат своето работење. Наместо вариоматска трансмисија, како кај другите, Ниро има модерен 6-степен менувач со двојна спојка. Со неговата употреба се намалуваат бројот на вртежи и бучавата при силни забрзувања, што е карактеристика за хибридите со безстепен пренос. За да биде Ниро, што е можно потивок, Кија има употребено и специјални стакла. Дури и амортизерите се посебно подесени, за што е можно помалку шумови. Пакетот литиум полимерни батерии е компактен и сместен под задните седишта, така што просторот за патниците воопшто не е нарушен. Иако со мал капацитет, тие се толку моќни што Ниро нема стандарден акумулатор. Енергијата што ја складираат овозможува електрични крстарења со изненадувачки високи патни брзини, но само за кратки периоди. Кија разви и енергетски контролен систем кој ги користи податоците од навигацијата за да ги предвиди промените на патот. Во содејство со софтверот во менувачот, тоа значително може да ја зголеми ефикасноста на хибридниот погон. При регенеративното кочење е внимавано на чувството на педалата, за да сопирањето го нема грубиот карактер како кај другите хибриди. Во режимот на спортско возење, освен максималната силина и побрз одговор на моторите, се додава и малку подиректно чувство на управувачот. Патот што му престои на Ниро го трасираше Toyota Prius, но може ли корејскиот кросовер на вистина да го изоди барем со приближен успех? Тоа е тешко достижно, но сигурни сме дека Ниро ќе остави траги во автомобилската историја. Емисијата на јагленород диоксид од 88 грама на километар изгледа малку висока, но Кија тоа го компензира со дарежливоста на целиот комплет. Ниро е простран, добро опремен и ефикасен семеен автомобил кој лесно ќе се најде на списокот желби на купувачите. Атрактивната цена, ниските трошоци за експлоатација и долгиот гарантерок од порано се карактеристика на сите модели на Кија. Кога се појави првата генерација, 3008 беше моноволуменец со теренски способности. Желбата на Peugeot да се има кросовер во гамата беше поголема од можностите. Нештата започнаа да се менуваат во 2014 година со доаѓањето на Карлос Таварес на чело на PSA групата. Тој сосема заслужено го доби признанието Men Best за 2016 за водењето на компанијата низ нејзината пресвртница и примената на стратегиите. Еден од резултатите на неговата работа и втората генерација на Peugeot 3008. Новиот модел ја загуби моноволуменската форма и стана вистински представник на класата спортско корисни возила. Стилски далеку попримамлив од порано, тој веќе не е само алтернатива на владетелите со овој сегмент. Сега Peugeot 3008 има лесно препознатлива кросовер силуета со високо кренат преден дел и моќно присуство на патот. Ново оптимизмот постигнат со метаморфозата на 3008 е избегната секаква суетност. Дизајнот, иако не е револуционерен, сепак е модерен и храбар. Грубата маска со испакнат долен дел складно е сместена меѓу светлата со комплексна форма. Пластичните заштити на подвозјето напред визуелно ги кријат отворите за воздух во браникот. Хоризонталните странични линии не го нагласуваат кросовер карактерот, но затоа завршуваат со малку подкренати задни рамења и со криениот C-столб. Карактеристичните за Peugeot задни светла во облик на лавовска шепа се заменети со неговите канџи. Значајната разлика во дизајнот е овозможена и со механичката подлога која сега е пронајдена во архитектурата на актуелниот 308. Модуларноста и лесната конструкција овозможија скоро драматично зголемување на димензиите. Простор има далеку повеќе како за патниците, така и за багажот. Од седиштето на возачот тоа можеби не изгледа така, но тој секако ќе се занимава со малиот волан и високо поставената инструментабла. Тие се дел од добро обмислениот и сосема нов интериер, наречен iCockpit, кој прави кабината на 3008 пријателски да се чувствува.
И покрај длабоките промени, функционалноста сепак е задржана. Приспособливоста на внатрешниот простор возможува удобно патување на секакви релации. За тоа се задолжени најновите инфозабавни системи и квалитетно избраните материјали. Чувството на целина го даваат стилските детали кои сепак не го разбиваат технодизајнот. Возилата на Peugeot се познати по ниските трошоци за експлоатација, посебно оние со дизел мотори. Моќни и ефикасни нив ги има 4 во понудата. Помалите 1,6 литарски се со 100 и 120 коњски сили, а поголемите се 2 литарски со 150 и 180 коњи. Последно наведениот ексклузивно е резервиран за GT изведбата. Солидна динамика на возење обезбедуваат и бензинските агрегати, новиот 1,2 литарски со 3 цилиндри и 130 коњски сили, како и познатиот 1,6 турбо со 165 коњи. Менувачите се со 5 и 6 степени во зависност од моторите. Автоматиката која се нуди опционално кај дел од нив е 6 степена со класична конструкција. Се делува како работите да се поставени на своето место и новиот 3008 застана рамо до рамо со веќе етаблираните ривали. Меѓу нив значаен е бројот на оние кои немаат погон на сите тркала. Таков е и 3008, барем за сега. Претходната генерација се нудеше со хибридно решение, кое во однос на механичкото има чисти предности. Ги нема компонентите за трансфер на силината назад, со што се штеди на трошоците и се поедноставува одржувањето. Внатрешниот простор останува нечепнат, а се елиминирани физичките лимити за распределба на вртежниот момент. Иако скапо и се уште недоволно имплементирано, во ова решение се гледа иднината на 4x4 погонот за ваквите возила. Peugeot ја има најавено хибридната варијанта на новиот 3008 дури за 2019 година. Дотогаш како субституција на погонот на сите 4 тркала ќе служи електронски систем кој ја зголемува тракцијата на лизгава подлога. После продажбата на 600.000 примероци, Opel го обнови малиот кросовер Mokka. И досега сите за него велеа дека е убав, но Opel покажа дека може да биде уште поубав. Направен на успехот на претходната генерација, Mokka сега го гледа светот со нови очи. Меѓу нив се наоѓа впечатлива маска, хоризонтално разделена со лајсни со облик на крилја. По скулптурно обликуваните површини и намалувањето на пластиката напред направија Mokka X визуелно да се доживува како созреан модел. Покрај тоа, суфиксот во ознаката треба да ни каже дека има и поавантуристички карактер. На покривот се додадени сребрени шини, а профилот е задржан скоро ист. Добре дојдените освежувања на Mokka го покажуваат и правецот во кој ќе се развива дизајнот на другите модели на Opel. Свежото лице на Mokka е дополнето и со свежи содржини, со кои таа ќе стане најдобро опремен мал кросовер на пазарот. Приказната главно се врти околу IntelliLink и OnStar системите за забава и конекција. Новите технологии вклучуваат и такви нешта како Wi-Fi hotspot. Со употреба на екран чувствителен на допир, намален е бројот на копчињата и создаден амбиент кој одава чувство дека се наоѓате во поскапо возило. За тоа ќе придонесат бројните сериски и опционални технологии, препознавањето на сообраќајните знаци, системот за предупредување при напуштање на лентата на возењето и слично. Посебно се истакнуваат адаптибилните LED главни светла слични на оние од Astra, кои ја освоија Safety Best 2015 наградата. Неа доделува AutoBest, најголемото независно автомобилско жири во светот според бројот на застапени држави. Имаат 9 функции на осветлување, секоја прилагодена за различни услови на патот. Исто со LED технологијата се и дневните и задните светла. Најновиот модел на Opel сега се нуди во повеќе моторни варијанти. Најинтересна е онаа со 1,4 литарскиот агрегат со директно впрскување и 152 коњски сили, со кои се поставуваат нови стандарди во поглед на бучавоста и вибрациите. Овој мотор од Astra ќе биде комбиниран со 6-степена автоматика, старт-стоп систем и прилагодлив погон на сите 4 тркала. Во екстремни услови тој може да испраќа половина од вртежниот момент на задната оска.
Бензинската понуда ја сочинуваат и основниот 1,6 литарски со 115 и помоќниот 1,4 турбомотор со 140 коњи. Дизели се 3, двата тивки од 1,6 литри со 110 и 136 и дволитарскиот со 170 конски сили. За некои земји се нуди и верзија со погон на течен нафтен газ, односно автоплин. Меѓу нив е и Македонија. За разлика од своите прекоокеански браќа, Мокас се произведува во Шпанија, каде Опел е водечки бренд. Оваа фабрика на General Motors има посебно значење во регионот Арагон, бидејќи е најголемиот приватен работодавач таму. Одобрена како проект во 1972 година од страна на Хенри Форд II, Фиестата започна идеолошки да се остварува, но сепак 4 години беа потребни да се измине патот од идеја до финален производ. За овие 4 децении колку што обстојува на пазарот, Фиестата не ги остава равнодушни ниту купувачите, ниту љубителите на автомобилскиот спорт. Како едно подсетување на 4-декадното патување низ светот на автомобилизмот, овие неколку минути ги одвојуваме токму за Ford Fiesta. Ford Fiesta годинава слави 4 децении постоење. За тоа време таа стигна до 17 милиони корисници. Ретки се малите автомобили кои може да се пофалат со такво нешто. Своевремено, Фиеста означи еден нов почеток за производителот со син овал. На сите им беше тешко да поверуваат дека еден Форд може да биде толку мал, уште потешко дека може да биде вистински Форд. Разликата од Ескорт беше голема кај димензиите, а мала во цената, но резервираноста на реакциите беше неоправдана. Фиеста ги надмина лимитите на марката, стана бренд сама за себе и влијаеше на сите што се појавија после неа. Фиеста беше прв модел на Форд со погон на предните тркала. Интересно е што моторот што беше развиен за неа, тестирањата ги помина во каросеријата на Fiat 127. Кога Хенри Форд II го одобри проектот со кодно име Bobcat во 1972 година, воопшто не сгреши. Ниту пак стратезите на марката кои за Фиеста изградија сосема нова фабрика во Валенсија. Планот беше производство на половина милион возила годишно. Проектот проголта за тоа време екстремно високи 112 милиони марки. Но се исплатеше. Купувачите беа воодушевени од модерниот и простран автомобил долг само малку над 3,5 метри. Финалниот дизајн беше обработен во студиото Гија од Торино, а името го избра лично Хенри Форд II. Предлогот на маркетингот беше новиот модел да се вика Браво. Фиеста за прв пат беше покажана на трката 24 часа Леман, а продажбата и започна најпрво во Франција и Германија. Тоа беше големо разочарување на британските дилери на марката, кои на својата верзија со управувач од десната страна мораа да чекаат до идната година. Но затоа, кога пристигна, беа презадоволни. Исто и купувачите кои за Фиеста плаќаа помалку од 2000 фунти. Полн резервоар гориво пак во тоа време не ги чинеше ниту 6 фунти. 40 години подоцна ја очекуваме седмата генерација на Фиеста. Денес таа е најпродаваното мало возило во Европа, но и во Македонија. Стана еден од најпопуларните автомобили во светот благодарение на постојните промени и унапредувања. Во моментов најсилната нејзина верзија, ST200, располага со 5 пати поголем број конски сили во споредба со оригиналот. Ова издание на Автомагазин го привршуваме. Ве подсетуваме дека сите содржини од оваа емисија, но и дневните содржини кои немаше време да ги објавиме во нашата емисија, можете да ги најдете на нашиот сајт www.avtomagazin.com.mk. Таму секој ден ќе најдете по нешто интересно и ново. Ве поздравувам до следното издание на Автомагазин за 7 дена. До гледање.